Окей, здраво на сите. Моето име е Владко Деков и моята задача за денес е да го водам овој видео разговор со нашите две визуелни уметнички, тоа се Јана Луловска и Ана Трајковска. Здраво и на двете. Здраво, здраво. Здраво. Причината за овој видео разговор е тоа што и Јана и Ана учествуваат на резиденцијален престој на планината Огражден во местноста Преведена, каде што истражуваат на темата живот во природа. Овој резиденцијален престој е всушност дел од проектов Резиденција, кој што го спроведува ХОПС, Опција здрав живот Скопје, а финансиски е поддржано од Министерството за култура. Јана и Ана, значи ја ќе го поставам прашањето до вас, вие веднаш ќе одговарате една после друга. Значи истото прашање се однесува и за вас двете. Прво, како се чувствувате веќе, мислам дека ова е последниот ден од вашиот резиденцијален престој на планина. Кои се вашите први импресии и впечатоци? Дали успеавте да творите, дали промени нешто во вашите перспективи уметнички и слично? Јана? Дефинитивно, Јана. Добро, може, продолжи Јана. Ворете, не е проблем. Па дефинитивно усетив голема промена од аспект дека тука сум на отворено, изолирано на некој начин, за разлика од Скопје. Имаше промена, имав мир, можев убаво да размислам што би работела и како би работела. Доста истражував со оваа тема и направив една поголема серија, затоа што самото време си дозволи да седнам на страна и да се фокусирам на тоа, што е доста ретко во Скопје кога сум, затоа што има секакви работи, обврски, се едно, а тука комплетно успеав да се посветам само на едно нешто, тоа уметноста. И во едно одлично искуство ќе ми фали овој простор и прекрасна резиденција. И да, мислам, за мене беше ова прекрасно и многу научив, од Јана како автор. И во едно од самите резиденти, луѓе што живеат тука, доста научив за нивниот живот, каков е во природа. И успеав да видам еден друг аспект на живот, што не би го дочекала вака. Така да, благодарам уште една за оваа резиденција што ми викнавте. Фала. Јана? Јас се чувствувам прекрасно веќе. Трета недела тука. Дефинитивно многу поспокојна. За време на резиденцијалниот престој се убаво се одморив, иако бев секојдневно активна. Но самата средина така ти влијае да едноставно секојдневието, додека си активен, се одмараш. Доста успеав да истражувам, да експериментирам, со нови материјали. Тоа е нешто што е специфично баш за оваа резиденција, што животот во природа ме натера да посегнам по нови материјали и да пробам да работам со нив, да ги научам нивните карактеристики. А исто така и Ана во тоа многу ми помогна, затоа што нејзе научив многу корисни технички работи во однос на печатење. И бидејќи решив да работам аналогна фотографска техника, успеав само да направам тестови, успешни тестови тука, а остатокот ќе го работам во Скопје. Така. Да. Добро, фала ви на двете. Следното прашање можеби пологично веќе и го одговоривте, меѓутоа ајде да се обидеме да испровоцираме малце одговори на следна тема, всушност темата на која што вие творите живот во природа. Според вас дали успеавте да го почувствувате тој живот во природа? Колку вам ви се допаѓа за разлика од животот во
во градовите? О, да, и така го почувствувавме тоа. Иако за мене морам да признам дека не е толку непознат, бидејќи сум живеела 2 години од мојот живот на село и на планина, така да овој тип на живот ми е познат, но одамна тоа било, така да убаво потсетување имав сега. Се адаптираш, немаш друга опција, едноставно тоа се условите и ти мораш да се адаптираш уште од прв ден. И тоа е сосема убава адаптација, особено ми се допаѓа тоа што во секој момент гледав да избегнувам технологијата, тоест да ја користам минимум колку што ми е потребна. Особено седење на телефон, социјални мрежи, такви работи, тоа едноставно тука воопшто не те ни засега, мислам, дека кога се наоѓаш во ваква средина. Добро. Ана? Па, како што кажа Јана, нели, адаптирање на нов простор. И повторно би повторила моментот на мир, и тој мир што дава да се посветиш на едно нешто што го работиш без други дистракции. Например, за мене оваа тема живот по природа, повеќе ја сватев, нели, секако истражување, али за мене што е примарно како автор графиката, и сакав сам графиката да ја приспособам на начин на живот по природа. Што значи тоа? Како би можела да искористам графиката и, нели, да се долови самава тема. И затоа спомнав, направив цела серија на мали монотипи од кори од дрва, нели, од природни материјали што ги најдов тука. Земав и саки од пчели, користев и други предмети и вадев нивни оттисоци. И потоа размислив, добро, сега се само, нели, печати на хартија, и ми дојде идејата, ајде и рамки, зашто да не ги урамам. И така си развив цел концепт. Ама повторно ќе кажам, моментот на мир и на, нели, на спокој, немав други дистракции, и затоа има време и да осеќам дека ја комплетирав оваа серија. Ништо не би додавала, тоа е тоа. За разлика, нели, во град би го влечела многу подолго овој проект, затоа што секако цело време имам други работи на ум и не ми е тоа главниот фокус. Дали две... Да, Јас би повлијам. се доврзила, да, самата средина баш така ни повлија и на мене и на Ана. Би се надврзила на она што го кажа, дека јас тука почнав да размислувам како да ја пренесам фотографијата во на сосема други материјали, оние кои што ги гледам тука во самата природа. И точно тоа некако го чувствував дека потреба да најдам начин како фотографијата да ја испечатам на посирови, погруби материјали, онакви какви што се во самата природа, за разлика од онакви типични материјали кои што би ги избрала можеби додека сум во градот, како рамки, меѓутоа комплетно обработени рамки, до изгланцани, направени до перфекција, кое што тука за оваа средина некако е несвојствено. И кога сето тоа е работите, кога се материјалите, предметите, кога се рачно изработени и не се перфектни, има некаква посебна убавина, која што и така која согледувам тука додека сум обкружена во оваа средина. А дали како многу убаво нешто, се разбира. Така. Дали, например, докога ги креиравте истите дела во град, да замислиме таква ситуација, би ги користеле истите материјали, или дали на ист начин би ги користеле рамките? Дали сметате дека тоа што вака го направите е придонес на самиот престој тука, или... Дефинитивно е на самиот престој придонес, затоа што да бев во Скопје конкретно и еве да ја имав зададено темата живот во природа, јас комплетно други материјали би избрала и воопшто не би ми текнала ваква идеја да развеам.
Сосема нешто друго би произлегло. Ана? Да, се согласувам со Јана, затоа што сепак кога си во Скопје имаш повеќе материјал, повеќе идеи, повеќе све повеќе. Така да секако би се базирала пак на нешто од природата, затоа што нели живот во природа, ама во никој случај не верувам дека би ми текнало така рамките да ги изработам на тој начин да го презентирам проектот. Така да со самиот простор ги создава делата, нели уметникот е дел од просторот. Така да бевме на друго место, нели да беше оваа тема, повторно верувам дека би искористиле предмети, нели, од околината и би создаделе нешто од друга средина. Така. Добро, уште едно прашање би сакал да поставам поврзано со животот во природа. Еве, веќе 17 дена вие живеете во природа, значи не живеете меѓу луѓе, туку живеете во рамките на природата и многу почесто веројатно се среќавате со инсекти, со животни и слично отколку со луѓе. Па кои се предностите, а кои се недостатоците според вас за живот во природа? Јас ќе почнам од недостатокот. Ми недостигат луѓе, морам да си признам, социјализација и луѓе. Но предности се исто така многу. Имаш спокој, конкретно за работа, тоа е многу битно. Ние уметниците сме навикнати, ние доброволно секогаш се ставаме во самоизолација кога треба да работиме, затоа што ни е потребна, ни влие позитивно и некогаш ни е потребна на таква една состојба за да можеме да креираме. Но тука имаме луѓе, не е дека немаме луѓе, тука си ти, тука е собственикот на местото каде што престојуваме и така натака. Но пак социјализацијата, еве јас ја почувствував овој пат, иако често одам по планини, овој пат ја почувствував поинтензивно дека ми недостасуваат. Можеби тоа се сведува поради тоа што изминатава година бевме доста изолирани, претпоставувам дека тоа е една од причините. Но е многу почувствувам многу поинтензивно како недостаток. Однос на се останато е предност. Природа, животни, инсекти, средба, на некој начин тоа влие на нас да повторно да се центрираме со нашата сопствена природа. Да се приземиме. Барем јас така го доживав овие 2-3 недели додека сум тука, се чувствувам дека повторно се приземив и многу по стабилно и поубаво се чувствувам, и спокојно, и смирено, за разлика од како дојдов, каква бев кога дојдов. Така. Добре, Ана? Па да, моментот на спокој што го спомна Јана. Да, има и тука моментално сум околу многу гуштерчиња и птици. Мене искрено ми одговара тоа, мислам не дека нели ми фалат и другарите, и друштвото и све тоа. Ама тука ја со животинчињата се спријатели, со двете кучиња, мислам по никој случај, мислам ова звучи нели резиденција осамени на планина 17 дена, во никој случај не бевме осамени или изолирани во буквален смисол. Да, значи ета Јана тука имавме секој ден сме со тебе во контакт, има милион животинчиња, така да убаво, мислам атмосферата е прекрасна. Тоа што нели недостасува е тој контакт, тој брз контакт, нели што го имаме ако сме во Скопје, можеме брзо на кафе да седнеме, брзо да се видиме. Тој момент нели недостасува и мислам дека е многу добро за мене. Овие 17 дена би кажала дека се начин на прочистување малце од тоа секојдневие, мала промена, мал психички одмор и малку воедно нели да се размислам за понатаму за себе лично што како би правила, затоа што
Освен нели што научив работа од Јана како автор, исто така научив и од резидентите што се од тука што живеат, нивниот начин на живот, нивното размислување, и мислам дека би применила нешто од тоа што тие го кажа. Добро, фала ви. Можеме да заклучам дека вие веројатно би препорачале доколку и следната година се случи ваква резиденција да луѓето учествуваат, така? Обавезно. Да, дефинитивно. Бабоко препорачувам. Добро, а сега би сакал да ве прашам за една сосема поинаква тема. Пошто вие двете сте млади визуелни уметнички кои што живеете и творите во Македонија, според вас колкава е можноста за еден млад уметник да живее и да твори во Македонија? Дали се посветува доволно внимание на младите уметници кај нас? Каква е перспективата всушност на младиот уметник во Македонија? Јас или Јан? Ајде, Јан. Ајде, Јан. Перспектива се разбира дека има, секаде има перспектива. Тоа доста зависи од самиот автор, самиот поединец. Еве сега конкретно ќе зборувам само за визуелна уметност и за визуелни уметници, нема да навлегувам во или пошироко за уметници, каква е состојбата. За млади уметници има опции. Но може да биде и подобро, дефинитивно, и треба да се обрне малку повеќе внимание. Тоа што треба, според мене, можеби да се направи нова некоја стратегија, како ќе се поддржуваат млади уметници, но не само млади уметници, туку сите уметници генерално, пошто стратегија која се прави се опфаќаат сите, нели? Каде што ќе се развие стратегија, каде што ќе биде во фокус квалитетот, а не квантитетот. Мислам дека сега, во овој момент, малку поголем фокус зазима квантитетот, кое што според мене е негативно. Јас секогаш сум била за квалитет пред квантитет, затоа што конкретно има поддршки од Министерство за култура за проекти и за млади уметници и за зрели уметници и така натака. Меѓутоа тие средства се далеку од доволни кои што за да може да се создаде еден добар проект. Така да тука има многу простор колку може да се подобри состојбата, а тоа дава и отвара перспективата, се разбира. Како за млади уметници, така и за зрели уметници. Добро. Тоа е тоа, така? Да, сега за сега, Ана. Ана, јас те стави на мјут пошто се слушаше некој звук дополнително, така да повели сега. Да, сега е добро. Во врска со прашањето би кажала дека повеќе обострано. Значи, воедно колку што треба, нели, Министерството за култура и другите институции да бидат заангажирани, исто така треба и младите автори да бидат заангажирани. По тоа би кажала, нели, работа, проектирање, како млад автор, возможно е, мислам, воопшто не е лесно, ама ако веќе сакаш, нели, да бидеш во овие води, највеќе, мислам, треба да се посветиш, да проектираш, да бараш конкурси, секако, нели, некогаш нема да се добие некој конкурс, ама тоа не треба да биде, нели, демотивација. Секогаш нашето поле уметничко е отворено на толкаво истражување, можеме многу работи, нели, да се посветиме, да бараме и да извадиме добри резултати. Така да би кажала дека не би рекла дека не сум задоволна како млад автор, ама тоа би го кажала само поради тоа што јас самата знам дека цело време работам на случај, дека аплицирам, правам проекти,
Така да, возможно е, многу е возможно, само треба да се биде упорен. Да, точно, и јас би се надоврзила на неа и јас не можам да се пожалам затоа што јас сум доста активен автор и сум имала секогаш поддршка од Министерство за култура, од други институции, но знам луѓе кои што им и се жалат и имаат и ги согледувам работите како целина, нели? Како функционира целата сфера визуелна. И затоа сметам дека секогаш нели може да се подобрат работите. И нешто што е можеби од наша тоа што го кажа Ана, одговорноста делумно паѓа и на нас, уметниците, што е апсолутно се согласувам. Нешто што ние можеме да промениме и да направиме, можеби иако имаме веќе ДЛУМ постои, но и покрај ДЛУМ можеби треба да се формира некакво здружение дополнително, каде што заеднички ќе се обидуваме да ги решаваме сите проблеми кои ги имаме во визуелната сфера и сцената во која што се соочуваме во визуелната сцена. И така заедно ќе креираме таа перспектива која што е нели неопходна за развој и за прогрес. Да, доброто е тоа што како повеќе генерации на автори, значи од млади до средни до стари, сите колку толку се познаваме и сме нели во контакт по изложби и по такви работи, така да секој верувам дека е возможна таква соработка и дека ќе се случуваат соработки, што е многу добро како целина да се споиме. Супер и ДЛУМ нели што функционира, ама мислам дека и понатаму ќе има уште подобри генерации. Ова знам за тоа што јас сум ете од помладите автори, имам колеги што стварно имаат феноменални дела и доста сега почнува да бидат активни, така да мислам дека ова Јана што го спомна ќе се оствари кога тогаш ќе биде. Баш ми е драго така да биде. И јас сум оптимиста исто како тебе, Ана. Добро, всушност вие на некој начин и дадовте одговор на моето последно прашање, меѓутоа јас ќе го поставам, па ако имате нешто дополнително да кажете, слободно. Всушност, дали доколку се наоѓате, доколку имате можност да промените нешто во сферата на културата во нашава земја, посебно во однос кон младите уметници, дали што би променило, што би било тоа? Дали тоа е нешто на ниво на политики, дали во област на образованието или што би било тоа, да кажам? Па да, мислам дека веќе и го покривме на некој начин со повеќето прашања, не само со последното, така да нема потреба да се повторуваме. Може само ново нешто да се надополнам, самите автори можат многу да направат промена. Секогаш прво зависи од самиот автор. Ако некој е способен да се бори и ако сака да се бори, ќе се избори. Без разлика дали има можности или нема можности, и кога една поединка ќе се обиде да создаде нешто, тоест да направи некакви промени, и уште една и уште трета, така некогаш така најчесто настануваат промените. Не мора да биде тоа системска промена. Системските промени понекогаш настануваат и од индивидуални промени. Така, добро. Ана? Па промена може секогаш нели да дојде во добра конотација, у смисол ете поголеми буџети и све тоа, ама веќе свесни сме нели за тие проблеми, секогаш е нешто прво што ви кажале промена буџети. Ама друго би кажала, може за промена да се смета, да се направи, едноставно да се охрабрат повеќе младите автори. Повторно ќе кажам, има бајги, познавам бајги, квалитетни колеги што цело време создаваат, прават и повеќето од нив имаат доза на страв, доза на срам,
нели да изложат, да направат нешто, да почнат со нешто. Така да највеќе се надам дека ќе го видат ова. Ги охрабрувам да почнат, да направат нешто за тоа што секако постојат социјални медиуми, ќе бидат видени, сакале, не сакале. И тоа е, како што моја колешка и другарка ми има кажано со главата во зид, па ќе се сруши зидот кога тогаш. Тако, барем ја така го гледам, таков е нашиот уметнички живот. Само најбитно е да бидеме активни, да создаваме и да бидеме едни со други, нели? Да работиме тимски, да се бориме кон нешто подобро. И да, тоа тимски малце може би недостасува, затоа што е сепак индивидуална професија, така да ја наречам. Точно, Тимски малце можеме може би повеќе да се здружиме, да комуницираме и заедно да ги дискутираме и да ги решаваме сите тие проблематики со кои што повеќето се соочуваме. Така. Добро, јас ви благодарам и на двете. Кога може да очекува публиката во Македонија да ги види вашите дела од резиденцијалниот престој? Каков е планот? Па, ние преферираме да направиме изложба од физички карактер, значи да биде отварање, така да моментално се ангажираме за тие работи и се надеваме дека после септември, октомври, тој период, дека ќе направиме добра изложба од целава резиденција, затоа што ние имавме и повеќе идеи што би можеле во Скопје да ги доработиме, да ги доразвиеме и мислам дека би бил многу квалитетен проект, да успееме да го реализираме како изложба во Скопје. Да, се согласувам. Добро, уште еднаш ви благодарам и се гледаме на кратко за farewell party. Поздрав до сите кои што не гледаат. Како? Ти благодарам и на тебе и на Хопс за оваа прекрасна можност што ни ја пружи. Фала и на вам. Да. Поздрав Фала. до сите и се гледаме во некоја следна прилика. Поздрав. Поздрав.